по себе не значи декларативност од двете страни. Напротив, значи доверба, посветеност и поставени заеднички цели за безбедна средина за живење и отсутство на чувство за страх од криминал. Во таа смисла, свесни сме дека процесот на градење на доверба не смееме да го анализираме независно од процесот на јакнење на професионализмот во полициското работење и зголемувањето на квалитетот на полициските услуги. Кога зборувам за квалитетот на полициските услуги, мислам на превентивниот полициски пристап, но и квалитетот на редовното полициско работење, подготвеноста на полициските службеници да ги применат своите областувања, во согласност со определена законска рамка и процедурите во примената на полициските областувања. Ова го истакнувам пред се поради фактот дека процедуралната правда има силно значење врз довербата која што ја ужива полицијата. Во контекст на денешниот ден, извонредно значајни се и двата аспекти. Првиот, да ги слушнеме резултатите од направената компаративна анализа за јавната доверба во полицијата, која што се темели на истражувањето направено со примерок од 2600 граѓани и 500 полициски службеници, како солиден, репрезентативен примерок кој треба да ни даде визија и предпоставка за наш понатамошен развој како служба и за планирање на приоритетите за нашето превентивно действување во наредниот период. Вториот аспект да зборуваме за можностите и придобивките од користењето на локалните совети за превенција, кои овозможуваат мултиресорски пристап во третирање на безбедносните прашања и за заеднување на концептот на полициско работење во заедница. Наша силна намера за заеднување на локалниот пристап во идентификувањето и решавањето на проблемите во локалните заедници ја изразивме со континуираниот обид за целосно промовирање на локалните совети за превенција како силна алатка која ќе овозможи вмрежување на сите надлежни субјекти во процесот на рана идентификација на проблемите, но и во процесот на решавање на проблемите преку изнаоѓање на системски решенија. Министерството за внатрешни работи во последнава година ги насочува своите капацитети за реално воспоставување на концептот на полициско работење во заедницата преку зајакнување на позорната дејност на полицијата, перманентно присуство на полицијата на теренот и ефикасна комуникација со населението. Ова заложба значи дека ние сакаме да работиме заедно со заедниците со цел на времено идентификување на проблемите и изнаоѓање на решенија. Дозволете ми уште еднаш да ги истакнам заложбите за јакнење на довербата на сите заедници во полицијата како еден од главните приоритети во стратешкиот план на Министерството за внатрешни работи. Ова определба на МВР се заснова на важешка правна рамка, како и на организацијската структура на Министерството и посветеноста на МВР за развивање на транспарентна, услушна организација, која во центарот ќе го постави човекот, човековите права и слободи, владењето на правото како основен принцип на полициското работење. Сакам да се заблагодарам на мисијата на ОПСЕ за поддршката, за партнерството кое што го имаме во подобрувањето на нашите капацитети, во подобрувањето на интегритетот на полициските службеници, меѓутоа и за поддршка на сите проекти кои што ќе значат за јакнување на врската помеѓу граѓаните и на македонската полиција. А дека имаме успех во нашето работење, говори фактот што за разлика од првиот состанок на кој што имавме само еден градоначалник присутен, сега имаме многу повеќе. Тоа значи дека ја свативте пораката дека сите заедно мора да допринесеме за безбедност. Благодарам.